Добре, криптоентузијасти, денеска ќе направиме едно од најкомплицираните видеа кои што некогаш сме ги направиле. Значи, проектот за кој што ќе разговараме нормално е ICP, интернет компјутер, и верувајте ми има толку многу материјал, станува збор за толку многу сложена материја, но ќе гледаме да ја упростиме колку што можеме повеќе, за да биде нормално сватлива и нормално да не биде премногу напорна и суопарна. Но како и да е, станува збор за одличен проект, искрено. Значи јас иако имав познавање, немав доволно, се додека не седна соодветно да направам потребно истражување, со цел да видам точно за каков тип на проект станува збор. Значи станува збор за уникатен проект. Знаете, сами продолжуваме понатаму по оваа стандардна шема, во која што имаме 6 различни точки на кои што ќе треба практично да поразговараме генерално за сите позитивни и негативни особини на одреден проект, нормално, со цел да направиме една целосна слика за вас и за нас, нормално, за тоа како прилика изгледа самиот проект. Сега, знаете и сами дека ова доаѓа за оние кои што се нови на каналот, правиме често гласања, каде што може да ги најдете на нашиот канал, на community табот, каде што вие гласате за тоа кои поред токени да ги направиме за вас, да ги направиме како истражување, со цел да имате појасна слика за тоа моментално за каков тип на проект станува збор. Тоа што ICP е прв од оваа група од 4, каде што потоа ќе обработиме Send, Graph и Near протокол, и нормално веќе имаме уште една група за која што може да гласате, а тоа се Render, Zilliqa, Aave и Toncoin. Исто така, исти во овие гласања ги ставаме и на Криптовалути Македонија, со цел да имаме поголема, да речем, количина на гласови, со цел да утврдиме кои се оние со приоритет кои што сакате да ги гледате. Значи, пред да можеме да објасниме за тоа што уствари представува ICP и која е неговата идеја, нормално, значи, како што знаете, сами тоа е едно од првите работи кои што мораме да ги објасниме за одреден проект, а тоа е апликација и практична примера на коинот, за што истиот се користи. Дали има други проекти кои му се конкуренција и дали има други апликации од реалниот свет кои може да го заменат. Значи, самиот по себе ICP представува Smart Contract Layer 1 солуција, значи практично представува оние Layer 1 Smart Contract платформи, како што се Ethereum, како што се Solana и останатите, со тоа што има фундаментална разлика во ICP, кој што има свој тип на блокчейн, NNS, за кој што ќе поразговараме малку подоцна, но главниот проблем кој што се обидува да го поправи, да го реши во светот, е тоа што се обидува да го доведе целиот свет во Web 3. Доколку не знаете што се Web 1, Web 2 и Web 3, значи тоа се различни стадиуми на развој на интернетот, за кои што имаме направено соодветно видео, кое што може да го најдете на нашиот канал. Значи, доколку барате видео, оваа ситуација би било во исто време и за ENS, односно Ethereum Name Service, Lightning Network и интернет практично развој, еволуција. Тоа е видеото кој што треба да го најдете, каде што детално објаснуваме за интернет и неговиот развој, неговата еволуција. Со тоа што, кога би го погледнале ово видео, би разбрале точно што моментално се обидуваме да објасниме. Значи, главната и најбитна работа што ако мене ме прашувате ја обезбедува интернет компјутер моментално е непречено функционирање на вашите апликации и peer-to-peer конекции кои што не се случај со Web 2. Односно, знаеме и сами дека се моментално од оние апликации кои што ги користиме на Web 2, односно моменталниот интернет кој што го користиме, мора да бидат практично процесирани преку соодветни центри. Односно, ова се центрите кои што моментално овозможуваат интернетот да функционира и да биде транспортиран од една страна на друга страна на светот. Оно што сакам да кажеме дека сите ваши податоци, сите оние моментални акции кои што ги правите на вашиот компјутер, да го користите интернетот, поминуваат преку овие дата центри. Со тоа што било кој од овие дата центри, доколку поради било која причина престане да работи, вие автоматски ќе изгубите вашата конекција до апликациите кои што ги користите. Што не е случај директно со ICP. Односно, ICP се обидува да го реши ова и да направи децентрализирана мрежа која што нема да биде зависна од ваков тип на центри, кои што се така речено point of fail, односно доколку бидат нападнати, може да биде причина поради која што практично вие би изгубиле или вашата апликација би изгубила контакт со интернетот. Нормално знаете и сами дека тоа може да резултира со големи штети, посебно по денешната економија, каде што целата економија е така речено онлайн. Ваков тип на колапс на одреден центар на интернет може да предизвика огромни штети, нели?
мислам дека ви е јасно. Сега посебно кога сме толку, да речам, динамично влеземни во овој еволутивен степен каде што се представува интернетот, мислам дека многу јасно ви би било јасно од каде се тоа би потекнувало како огромен проблем. Затоа и ваквото децентрализирање, односно, значи ова не е само во однос на напад кој што може да се направи интернетот. Дополнително ова е во однос на контрола, која што може да се воведе преку вашиот пристап до интернет. Односно, во иднина, значи, иако може би ова ќе ви звучи малку смешно на некој, верувајте ми, интернетот ќе биде привилегија. Значи, доколку продолжи вака светот, интернетот ќе биде привилегија. Затоа што знаете и сами дека веќе сте следени за се што правите на интернетот. Ќе дојде ситуација до која што ќе мора, значи со соодветна EID, да се логирате и секоја ваша поставка ќе биде следена. Така да интернетот ќе биде привилегија која што мора да добиете со ваше практично поклонување на системот. Но нели, за тоа малку подоцна, идејата е дека ваквиот децентрализиран начин на кој што се обидува ICP моментално да помогне на сите апликации да не бидат директно зависи од ваквите центри, е уствари едно од најдобрите причини поради кое што истиот постои. Сега, Web3 е нешто со допрва ќе го видиме. Значи реално сега за сега имаме само одредени центри кои што функционираат, значи допрва ќе се развива Web3 интернетот како таков. Кога би разгледале во категоријата на смарт контракти, каде што се наоѓа и ICP, моментално истиот се наоѓа практично на 9-то, 12-то, 13-то место. Значи 13-то место со маркет кап од 2 билиона, ако мене прашувате, маркет капот е сосема супер, со оглед на фактот дека има голем простор за напредок во однос на маркет кап, што е многу добра работа. Сега, во однос дали има апликација од реалниот свет кој што може да го замена? Да, но проблемот е што самиот ICP представува децентрализирана форма на моменталните провайдери на интернет и ваквата децентрализација практично ви нуди многу поголема приватност и многу поголема слобода. Односно моментално, ако вие на некој начин имате нешто што е осудувано од системот, нема да може да го споделите на интернет, многу едноставно. Поради тоа и практично ова е следното скалило на еволуција на самиот интернет кој што се обидува ICP да го воспостави. Така да ова не е практично конкуренција, ова е само следно скалило нормално на еволуција. Дали има проекти кои што му се конкуренција во овој сегмент, иако може би има, јас не гледам поради тоа што оваа работа која што се обидува да ја направи, еволуција од Web 2 во Web 3, е практично исклучиво една од главните цели за која што истиот и постои. Сега, ICP потекнува од Dfinity. Dfinity ни представува фондација која што стои позади ICP протоколот, со тоа што основоположникот и основачот на технологијата која што моментално е уникатна за ICP е Доминик Вилијамс и како таков представува и главен споксмен, практично представник на овој проект преку Dfinity фондацијата, која што е швајцарска NGO, знаете дека фондациите се најчесто non-governmental organization, со тоа што имаат импресивна бројка од повеќе од 1600 вработени. Мене ако ме прашувате, тоа е доста голема бројка за блокчейн, затоа што блокчейните најчесто функционираат со многу помала бројка на вработени, но тоа е сосема солидно. Значи, тоа е добар показател. Сега, споредбено гледано во однос на блокчейн на кој што постои, затоа што тоа е една од следните работи кои што мораме да ги земеме во предвид, само момент. Значи можеме да видиме споредбено со останатите блокчейни кои што се претежно или POW или добро, сега веќе не е Proof of Work, сега е Proof of Stake или POS, Proof of Stake. Значи истиот представува сосема различен тип на блокчейн, односно threshold relay, со тоа што првенствено, значи кога би разгледувале како тоа изгледа, значи NNS е уствари името на самиот мастер блокчейн кој што ја води целата оваа организацијата, така речено овој проект ICP. Сега, гледано од тој аспект, значи самиот NNS е уствари Network Nervous System, тој е главниот дел, односно main layer на практично блокчейн технологијата која што стои позади ICP. Со тоа што значи ова е делот кој што е толку комплициран, значи самиот ICP е екстремно комплициран за објаснување. Јас ќе се обидам највеќе што можам да го објаснам, нормално, верувам дека ќе има некои грешки во моето објаснување, но нели, затоа и запишав на некои лица кои што се малку подобри во сета оваа ситуација, да го проследам моето видео и тоа е Гоце, значи во оваа ситуација Гоце е верувам главен представник за ICP на групата Криптовалути Македонија, така да ова видео ќе го пратам директно до него, пред да го погледнете со цел истиот да, нели, ми даде мислење доколку има нешто што би требало да се исправи, но нели, генерално видеото ќе биде како што е. Пак ќе кажам, може да имам некои грешки со оглед на фактот дека јас не сум технолошки до тој степен да можам ова да го објаснам,
повеќе се фокусирам на овие проекти од економски аспект. Затоа и ги замолувам луѓето од заедницата кои што имаат повеќе познавање од технолошкиот дел од оваа сфера да ми помогнат доколку нешто погрешно презентирам. Сега, значи како функционира моментално самиот интернет компјутер? Значи вие практично имате нодови кои што како и нормално секој друг блокчейн представуваат одредени луѓе кои што заклучуваат дел од своите токени, во оваа ситуација ICP, кој што во исто време е governance токен на ICP, и истиот значи представува количина која што вие ја заклучувате со цел да ви биде дадена можност да практично да верификувате трансакции на чейн, на блокчейн. Со тоа што ваквите нодови се групирани во оваа ситуација во сабнети. Само да видам дали беше така точно, дали бе така нарече, да, сабнети. А групациите од сабнети пак се конектирани директно до NNS, оно што моментално го спомнавме, а тоа ни представува Network Nervous System. Со тоа што практично ваквата комплицирана хиерархија од нодови во сабнети и на самиот ICP дава така речено layer, да речем по layer на security, за тоа малку ќе поразговараме подоцна, но интересно е тоа што значи е многу поинаку поставена од еден нормален POW или POS кој што досега ни е познат. Сега, најбитниот дел, значи практично кој што во оваа ситуација води целата оваа организација на нодови и сабнети, не е Network Nervous System, кој што уствари представува DAO, Decentralized Autonomous Organization, каде што секој кој што стейка, кој што има свој нод и кој што поседува ICP токени на ваквото стекање, има право да одлучува за секоја понатамошна надградба или секоја одлука поврзана со ICP самиот по себе. Сега, тоа е многу добро затоа што фондацијата е задолжена за негова надградба, но одлуките за тоа во кој правец ќе се движи и како ќе се развива интернет компјутер спаѓа директно на оние кои што поседуваат ICP. Тоа е одлично, затоа што децентрализацијата, верувајте ми, во иднина ќе биде основата по која што едноставно сте недопирливи. Колку подецентрализиран е вашиот проект, толку помала е шансата дека ќе може да биде нападнат од било кој. Дали е тоа во оваа ситуација одредени лоши актери или пак е с некоја влада. Значи децентрализацијата е најдобриот момент кој што ви дозволува да функционирате без да може да ви се наметне ништо. Значи без разлика дали е напад, дали е закон, ништо не може да ви се нападне со оглед на фактот дека вие сте DAO, вие сте Decentralized Autonomous Organization. Дополнително, ова се потврдува и со законот МИКА, за кој што присуствував пред некое време на трибина, каде што точно се кажува дека доколку проектот може да докаже дека е целосно децентрализиран, законот воопште не го опфаќа. Значи има целосен исклучок од законот, затоа ќе погледнете во утрешното видео кога ќе разговараме за МИКА, но тоа е, сакам да ви кажам колку е битно кога ваквите проекти се целосно децентрализирани. Сега, најбитниот можеби дел од ова, како да кажам, толку добро смислена блокчейн технологија е тоа што смарт контрактите не се содржани директно на нодовите или сабнетите, туку се содржани во овие посебни така наречени канистри, кои што се исто така дел од целата оваа, да речем, мрежа. Односно, значи смарт контракт, компатибилноста на смарт контракти е hosted by subnet, односно се наоѓа на еден subnet, но секој од овие канистри има посебен смарт контракт кој што може да биде развиван во однос на потребите на оној кој што го поседува. Сега, колку е добар овој дел? Значи, еден канистер кој што поседува смарт контракт capability, кој што е различен од сите останати, нормално, значи, гледате колку различни ствари може да поседува во себе си. Значи, serve as a user interface directly to any web browser. Значи, истиот може да биде практично страна на било кој веб браузер. Практично може да направите страна на еден ваков. Hold gigabytes of memory for a low fee. Колку што разбрав, има 4 гига во еден канистер. Значи има меморија која што практично ви ја дава еден канистер на која што може да запишувате, нели, и зачувувате. Практично вие може целосна инсталација да направите во овој канистер, кој што е само ваш во оваа ситуација и на тој начин имате уникатен смарт контракт кој што вие го програмирате само за вас. Perform substantial amounts of computing at a low cost. Значи, ќе може да направи практично компјутерски пресметки за многу ниска цена, затоа што овој канистер е ваш и понатаму истиот ја користи моите на ICP, односно овие сабнети и нодови. And pay for their own computation
reverse gas model и може да платите практично со овој канистер за вашите компјутерски практично компутации или пресметки. Сега, значи на овој линк кој што исто така ќе го оставам во дескрипција за да видите како изгледа, е една од најуникатните работи кои што ги поседува канистрите кои што ги поседуваат на ICP. Односно истите не користат само еден програмски јазик, туку користат група од различни програмски јазици кои што знаете и сами дека се најчесто многу популарни од типот на Python и Python ни е еден од најраспространетите во цел свет. Rust и Solidity се најпопуларните во крипто светот. TypeScript, Motoko, значи имате различни типови, гледате се колку добро го направиле тоа. Канистерот во однос на тоа што вас ви е потребно, користи програмски јазик кој што вас ви е познат со цел да може истиот да го програмирате. Значи тоа е толку добро направено што вие можете во различни канистри во истиот практично блокчейн да имате различни програмски јазици. Знаете и сами дека, значи најчесто до сега барем сите проекти имаат еден програмски јазик и ако не го познавате, вие мора да го научите со цел да можете да учествувате на самиот блокчейн. Тоа е многу битна работа и сега овој дел искрено не го разбрав многу добро, значи пак ќе кажам сега, проблемот е што е премногу комплициран, значи има дури и видеа каде што седнав да го разгледам сето ова, е премногу комплицирано за да може да разберете со оглед на фактот дека бара многу екстензивно знаење на техничкиот дел. Делот кој што највеќе го разбрав е тоа дека секој канистер, без разлика на кој програмски јазик е пишуван, има ист перформанс, односно има исти физ, иста брзина, значи се што е буквално автентично за ICP. Ќе погледнеме, ICP има еден од најдобрите статцови, да речем, на сите блокчейни и овој дел искрено ќе ви кажам, значи јас на вистина не го разбрав, значи има посебен тип на chain key криптографи кој што им дозволува практично на различни, значи во различно време од различни места практично да влезете на оној сабнет каде што вие практично имате, претпоставам, нот или канистер. Искрено не го разбрав овој дел, значи јас го прочитав неколку пати, но е толку стручен и толку сложен што на вистина не може да го разберам, но станува збор за едно од најдобрите security моментално можности на блокчейн технологијата кои што се исклучиво дизајнирани од нив, што е, пак ќе кажам, значи дели врв во ова поле. Сега, во однос на node provider, значи дел овој линк ќе биде исто така ставен во дескрипција, каде што ви дава кои се вашите потребни requirements практично за да може да имате свој нод. Со тоа што во оваа ситуација, значи во овој практично линк може да најдете се што ви е потребно и може да најдете како да формирате ваш нод. Сега морам да напоменам дека е исклучиво добро ова што го е со оглед на фактот дека бара само 10 гигабајти, значи за блокчейнот, кој што заборавив да го кажам тоа, значи самиот блокчейн е содржан во NNS, односно целиот блокчейн на ICP за секоја негова трансакција, односно самиот леџер е содржан во Network Nervous System. Интересно е тоа што никаде не сретнав дека се наоѓа истиот во нодовите или во сабнетите. Така да очигледно и затоа бара толку мала меморија од само 10 гигабајти. Со оглед на фактот дека има најбрзо производство на блокови, за кои што ќе поразговараме малку подоцна. И потребната количина за еден нод е 11 ICP, кој што во моментов е само $5, значи вас ви се потребни околу $55 за да имате свој нод. Ова искрено јас ќе го размислам, но ова е она што сакав да го покажам, ќе го ставам во линк така да може да го погледнете нормално. Сега, ќе поразговараме сега за неговиот перформанс. Само да видам што она што досега успеавме да го одговориме. Значи, ќе продолжиме и понатаму со оглед на фактот дека има многу информации и ќе гледаме потоа што сме пропуштиле, па ќе се вратиме назад. Значи, вака сега. Најбрзо производство на блокови. Значи, има најмал блок. Што значи дека за разлика од останатите, само да видите како изгледа, значи еден блок на интернет компјутер се запишува секој 0,02 секунди, што му дава исклучиво брз блокчейн. Затоа и се чудам како успеваат само 10 гигабајти да бидат потребни за нод, а очигледно самиот леџер е директно чуван од NNS, од самиот Network Nervous System. Сега, пак, како го решиле ова, за жал не можев да најдам соодветни информации, но очигледно функционира. Со тоа што, ако споредиме со останатите блокчейни, гледате дека, например, на Ethereum се потребни 12, на Polkadot 6 секунди, на Cardano 20 секунди, на Solana и се потребни 8 секунди,
или 0,8, точно не е на секунда практично. Гледате, значи како и да е. Но за разлика од сите овие 0,02, значи колку мала количина на време му е потребна за секој блок, замислете. Сега, затоа гледате 37 блокови во секунда. Значи гледате колку брзо се запишува. Знаете и сами дека еден блок представува уствари количина на трансакции која што е содржана во однос на тоа колку е голем еден блок нормално, и ваквите блокови практично имаат запишено одредена бројка на трансакции и која што е дел од леџерот за секогаш. Така да гледајте колку брзо запишува моментално, значи за разлика од сите останати блокчейни. Што значи дека има најголем број на блокови, како што можеме да видиме и сами. Значи гледајте, има 2 милиона и 30.000 блокови сега за сега. Така. Што значи дека има огромна количина практично на блокови, затоа и се чудам како успеваат да го стават во 10 гига секоја чест. Сега. Споредбено со останатите има многу различни, да речем, пак ќе кажам, различен тип на потатоци по кои што на вистина е многу подобро од останатите. Значи, финалност на трансакцијата, односно, знаете и сами, едно е кога се започнува, друго е кога е финална и кога може да видите на блокчейнот, е само 1 до 2 секунди. Споредбено со сите останати, како што можеме да видиме, е многу брз. Дури и Solana најбрзо, затоа и на почетокот кога испадна ICP се очекуваше да биде Solana killer поради неговата брзина. Со тоа што можеме да видиме дека генерално, значи финалноста на трансакциите на блокчейнот е исклучиво брза. Најбрза моментално од најпопуларните блокчейни, нели, над. Сега, transactions per second, колку што може да видам, иако не може да најдам официјално, значи овдека е no limit, односно со оглед на фактот колку брзо се запишуваат блоковите и колку блокови се запишуваат во секунда, очигледно е дека е еден од најбрзите блокчейни во блокчейн сферата моментално, со тоа што исто така не успеав да најдам ни outages. Значи една година наназад барав по вестите и не можев да најдам како Solana што има секој месец по 3, не можев ниту еднаш да најдам дека блокчейнот поради било која причина нели она bottleneck, значи не успеав да ги запише сите блокови и поради било која причина застанал. Значи за сега ICP работи непречено, што е многу добро. Број на валидатори 233. Сега, ова е интересно што јас не може да немам друга информација за тоа колку валидатори има, а 233 е премногу мала бројка, со оглед на фактот дека е потребна многу мала количина, значи потребни се само 11 ICP-а. Верувам дека ќе има повеќе, можеби ова е застарена информација, така да ако знае некој повеќе да има, слободно запишете го, нели? Ќе го проследиме. И едно од најбитните работи, зошто јас велам дека на вистина ICP има голем изглед да биде решение за Web3 во светот, затоа што нуди овие канистри кои што имаат 4 гигабајти сам по себе, а сега моментално мислам дека има повеќе од 200.000. Само да видам ICP number of canisters. Само да видам колку моментално има, ме интересира. Негде погледам дека има повеќе од 200.000 канистри веќе практично во употреба. Се обидувам да најдам, но за жал не можам, како и да е. Ако некој има, ќе ве замолам да го споделите тоа, затоа што ова е уствари моментот каде што ваков еден канистер од 4 гига ви нуди огромна меморија за многу ниска цена. И споредбено на година дена, 1 гига, доколку сакате да го користите 1 гига практично меморија на Ethereum, би ве коста 79 милиони долари. Сега зборуваме за NFT, нормално, затоа што знаете и сами дека колекциите на NFT се моментално чуваните работи на интернет кога станува збор за блокчейн и потреба од меморија. На Solana би коштало 110.000 годишно, а на интернет компјутер само $5, што е реално позитивно, многу позитивна ствар. Сега, scalability, значи во однос на останатите unlimited, односно со оглед на фактот дека самата инфраструктура е така добро направена и нодовите немаат потреба од преголема активност како што е на пример во POS или во POW. Во оваа ситуација самата архитектура на блокчейнот му дава да има многу лесен начин на scalability, негово растење. Пак ќе кажам, ниту еден блокчейн не успеал до сега перфектно да ги реши трите проблеми, значи scalability, security и speed, scalability, security и decentralization, се извинувам, но во оваа ситуација изгледа дека на интернет компјутер добро му оди, иако пак, нели, ова се минимални познавања, јас верувам дека кога
би комуницирал со вас, можеби некој ќе најде работи кои што јас не сум успеал да ги најдам, тоа е поентата на канал. Со тоа што ова е една графа која што ги застапува практично сите горе-долу информации кои што се потребни за споредба со останатите блокчейни, за да видиме нели оприлика како моментално се изгледа за разлика од останатите. Една многу позитивна работа која што најдов во оваа ситуација е неговиот max supply. Значи, имаме само 472 милиони, со тоа што само Ethereum и BNB имаат помалку токени на пазар. Сите останати имаат многу повеќе, како и да е. Тоа е многу добра работа, затоа што колку помалку токени, толку неговата цена, знаете и сами, дека ќе биде повисока по токен. Значи, нормално. Сега, во однос рековме дека има различен тип на консензус, блоктайм, тоа веќе го спомнавме, финалити, transactions per second, иста ситуација. Значи, се уште не може да најдам, иако не верувам дека е no limit, верувам дека има одредена граница, не можев да најдам соодветна информација за тоа колку моментално во секунда трансакции може да запишува. Number of validator втор пат се појавува истиот број 233, верувам дека се повеќе. Како идеја, можеби ги брои само сабнетите како валидатори. Тоа е исто една позитивна работа која што можеби јас не успеав да ја сватам доволно, затоа што како што кажав е многу комплициран блокчейн. Така да можеби ги брои само сабнетите каде што се групираат сите овие нодови. Ability to scale, како што кажавме, scale е unlimited. Значи и transaction fee е исклучиво низок. Гледаме дека овдека само Zilliqa и Algo имаат така ниска трансакција, останатите оприлика се многу повисока трансакцијата за разлика од нели ICP и Solana нормално, но нели на Solana треба да ви помине трансакцијата, не е само да ја платите. Добро, значи еве, тоа е тоа, многу подобро за разлика од другите смарт контракти каде што практично имате само еден јазик, овдека имате различни јазици кои што може да учествувате, да ги користите. И on-chain governments, рековме DAO, staking rewards, има многу високи staking rewards за разлика од останатите, затоа ќе поразговараме малку подоцна. И ствари веќе го спомнав, само да напоменам, ќе го спомнам. Како и да е. Самиот ICP има доста екстензивен екосистем. Значи моментално има повеќе од 120 активни проекти кои што работат на ICP. Јас верувам дека следните, да речем, социјални мрежи ќе бидат развиени на ваков тип на екосистем, без разлика дали ICP или нешто друго, за сега ICP води, но верувам дека ќе имаме SocialFi, односно вакви децентрализирани платформи, како што е Facebook, само децентрализиран нормално, кои што верувам дека ќе ја превземат оваа работа, само прашање на време е кога. Така да гледаме дека има активни доста, значи да, ова е во Bitcoin, ќе поразговараме и за тоа, едно од најбитните работи, NFTs 25, DeFi, значи има доста DeFi платформи, ICP Coin е една од најпознатите моментално, дури Uniswap има свој представник на ICP моментално, значи работи на самиот блокчейн на ICP. Сега, значи до сега одговоривме доста да видиме што моментално се ова ќе го спомнеме малку подоцна, кога ќе правиме анализа на техничкиот дел. Активен roadmap е нешто што треба да го спомнеме сега. Значи, не се секирайте, ке стасаме до делот со неговиот дамп и ќе објасниме зошто тоа се случило. Значи, во оваа ситуација, со оглед на тоа што јас успеав да го истражам, овој проект на вистина не е виновен за нивниот пат. Но ќе поразговараме малку подоцна. Знаете и сами, како и секој друг блокчейн, значи R&D, односно Dfinity Foundation, е уствари оној кој што стои позади практично напредувањето на овој проект и гледаме дека во однос на тоа каков тип на напредување станува збор, се доста активни. Односно гледаме дека во оваа ситуација имаме различен тип на надграбби кои што може да ги видите овде, значи само треба да отидете на internetcomputer.org и ќе најдете roadmap овде. Значи ево на community roadmap и сега кога ќе дојдете овдека практично ако кликнете на see feature list, може да видите точно каков тип на апгрейд моментално се воведува и кога истиот ќе биде завршен или кога истиот ќе дојде до нели да биде работен, со тоа што гледате. Значи има колку се моментално во прогрес различни апдејти, колку се моментално успешно нели надградени на самиот чейн и колку се моментално upcoming. Со тоа што разликата која што е уникатна во овој тип на блокчейн и останатите е тоа што можат да работат на повеќе различни типови на надградби и сите тие многу полесно се интегрираат за разлика од стандарден POS или POW блокчейн, каде што нели сите треба да се интегрираат и да практично го превземат нели новиот леџер, едноставно да се надградат на ново настанатата ситуација, ново настанатиот софтвер.
Значи, оприлика 43% од вкупната надградба која што моментално се прави на ICP се прави на Core протоколот, односно на самиот NNS и на функционирањето на истиот преку овие сабнети и нодови. Со тоа што имаме дополнително на Boundary, ова е уствари претежно е Search Engine оптимизација, односно верувам дека ова е делот каде што се поврзува директно со Web3 и Web2, практично интернетот, каде што исто така гледате дека имате различни проекти, See Feature List, може да видите што моментално се случува, System Utilities and Dapps, ова е надграпа на практично користење на самиот систем и децентрализираните апликации кои што може да ги имате, Governance исто така, Developer Experience, Infrastructure Operation. Че гледате, имате различни и во сите овие имате различни проекти кои што моментално активно се работат. Верувам дека ова е еден од најактивните проекти моментално во блокчейн светот, што е доста добро и кога би сакале да го следите, секој од овие може да видите точно моментов што се работи и дали е во прогрес, дали е завршено, дали и кога ќе биде следниот апгрейд. Така да, генерално на roadmap, јас ова е еден од најактивните roadmap што сум ги видел во еден блокчейн. Исто така, многу битна работа која што е уникатна и различна е тоа што за комуникација со децентрализираните апликации кои што се развиваат моментално на Infinity Computer, односно нивниот екосистем, потребно ви е да имате ваш интернет компјутер и identity. Со тоа што кога ќе креирате identity, тоа ви е практично како влез и имате свој уникатен идентитет на овој екосистем и може да користите на било која од овие различни апликации, наместо да го атачирате вашиот wallet на секоја од нив посебно. Што е доста интересно и може да имате повеќе различни. Сега ова no tracking, значи ова се некои позитивни работи кои што истиот ви ги дозволува, значи сака да каже дека со тоа што вие користите идентитет на интернет компјутер, значи нема никаков тип на тракинг за разлика од стандардниот интернет. Control your identity, односно вие одлучувате нормално како и што ќе правите со истиот. Сега, и ова е интересно, тоа што ви го кажав. Значи, во било кое време, кога веќе сте логиран со самиот интернет компјутер идентитет, може на било која апликација директно да влезете со тоа што вие влегувате со вашиот идентитет. И сето тоа е поврзано директно со вашиот wallet. Сега, ова е многу поврзано со стейкинг. Односно, вие не може да правите стейкинг на ICP без да имате ваков посебен тип на идентитет. Така да, искрено, ова е главна причина поради која што не купивме последниот пат. Значи, сакавме да купиме голема количина на ICP, но не го направивме тоа поради тоа што беше премногу сложено, за да седнеме и да го направиме овој интернет протокол. Со тоа што јас ќе го ставам ова како линк. Значи, едно е за нодовите, второ е за тоа како да направите стейкинг на вашиот ICP, затоа што е доста сложено. Значи, не можете само како стандардните токени да го трансферирате на да речам, вашиот Ledger или на вашиот Elipal и да почнете да стейкате. Потребно е тоа да го направите соодветно со ваш ICP профил, практично, идентитет и да продолжите понатаму инструкциите се во овој линк. Така да нема да навлегуваме во тоа премногу, затоа што ќе одземе премногу време. Но, пак ќе кажем, е малку комплицирано, но тоа го прави само по-сигурно за вас. Сега, понатаму, битни работи кои што треба да ги спомнеме е, да, значи, гледате, овде ќе имаат практично они своји hot wallet-и и cold wallet-и, Quill, кои што се директно направени за користење на ICP. Јас проверив, значи, самиот Ledger прифаќа ICP, но очигледно мора прво да го направите целото ова, и практично да следите целата оваа процедура за да може да го стейкате вашиот ICP на Ledger, може би сум грешка, но според она што го видов, и јас треба да седнам да го разгледам тоа, затоа што јас не ви купил токен кој што морам да го чувам на Kraken или на Binance или било каде. Така да, пак ќе кажам, ако успеам сето ова да го направам, ќе го направам на тој начин што јас би сакал да го стейкам мојот ICP преку Ledger или преку или Elipal или било кој од другите cold wallet-и. Не би сакал дури и да имаат свој hot wallet да го чувам така. Искрено, не дека имам нешто против проектот, едноставно не сакам да ги чувам надвор од моја директна собственост. Знаете и сами, значи коините и токените се чуваат на ваш wallet. Точка. Но нели, ќе разгледам каква е ситуацијата. Се уште не сум седнал ни јас убаво да го разгледам тој дел, но пак ќе кажам дека е исклучиво поврзано со поседување на ваков тип на посебен интернет интернет компјутер identity. Сега. Една од главните работи кои што мораме да обработиме на овој канал, посебно за овој коин, е тоа што, знаете и сами секогаш го спомнуваме тоа, дали се поврзани со некаков тип на кривични или судски случаи. Да, се на нивна штета. Односно,
Во крајот на претходниот bull market ICP излезе и од нигде никаде се појави на топ 10 коини со огромен маркет кап. Што уствари беше очигледно, сега нели веќе докажано, пред тоа можеше само да се спекулира, многу од нас веруваат дека ICP представува pump and dump шема во која што практично оние кои што биле во пресейл си ги продале токените за огромна сума, оние кои што купиле, што да им кажам. Сега не е така, со тоа што еве овдека и самиот значи Доминик, кој што е уствари креаторот на целиот овој блокчейн, кажува дека ова е направено на штета на ICP со цел да се напумпа сол, а тоа го прави FTX и Alameda. Како? Сега ќе објасниме детално. Значи, проблемот е што за некои токени, за жал, во корумпираниот запад се дозволува да се направи посебен тип на perpetual futures, што уствари представува да направите листинг на токен пред истиот да испадне на пазарот, каде што вие практично ја креирате цената во однос на тоа нели колку ќе внесете. Со тоа што на тој начин FTX ја напумпува цената на ICP пред истиот да излезе на пазарот. Повторно, оние кои што биле оштетени и понатаму ќе бидат оштетени, да бидеме реални. Оние кои што го купија овој токен по огромна цена и понатаму ќе бидат оштетени. Тоа е реалноста. Затоа што јас и сите други техничари не веруваме дека ICP ќе има таков тип на моќ да се врати назад на претходните врвови како што е тоа во оваа ситуација $3000. Значи да бидеме реални, тоа е научна фантастика. Но од каде потекнува, многу е битно за да може да разберете зошто ова се случи. Значи Alameda и FTX го прават ова со цел да направат голема заработка, а во исто време да го уништат овој тип на протокол, затоа што е директна закана на Solana, кој што е блокчейн кој што они директно го поддржуваат. И до ден денеска еден од најголемите ходлери практично на Sol токени се Alameda и FTX. Затоа јас никогаш не би купил Sol, затоа што во моментот кога ќе биде ликвидирано тоа портфолио на Sol, Господ нека им напомошат тие што го чуваат Сол во своето портфолио во однос на ликвидацијата која што ќе се случи кога моментално американските власти ќе го продадат тоа количество на Сол токени со цел да ги вратат парите на оние кои што Alameda и FTX ги измамија. Како и да е. Пуштете го тоа на страна. Значи, ваквото пумпање на цената на токените. Во моментот кога ICP излегува за нормална практично употреба, за нормална продажба, поради пумпањето кое што потекнува неколку дена пред истиот да излезе на пазарот, автоматски секаде на секоја менувачница цената на ICP е напумпана. И Alameda и FTX во моментот на излегување го шорта овој коин и на тој начин му предизвикува огромна штета, затоа што вие практично имате огромно продавање директно од FTX и Alameda, посебно со оглед на фактот дека истите имаат така речено фиктивни токени кои што уствари представуваат perpetual futures и на тој начин дополнително го забрзуваат колапсот за истиот да дојде до катастрофални нивоа, а тоа дополнително се забрзува и од самиот bear market во кој што тогаш се наоѓавме и моментално од оваа огромна цена се наоѓаме на 4,81. Верувам дека оние кои што ставија големи пари за жал изгубија многу, но сакам да кажам дека проектот не го направи тоа, ова е направено директно од Alameda и FTX со цел да го зачуваат Solana, да нема компетитор кој што може да земе дел од неговиот маркет кап, а во исто време да направат голем профит со шортање на овој коин. Со тоа што дополнително FTX и Alameda го ангажираат Ендрю Рос Соркин, новинар на New York Times, кој што прави, еве го и артикалот, во кој што, значи ево е артикал кој што буквално испаѓа точно одма после ваквиот колапс, каде што вели the dramatic crash of a basic cryptocurrency raises eyebrows. Каде што во овој артикал се кажува дека ICP практично има луѓе кои што од внатрешноста на ICP продале милиони токени, односно оној pump and dump шема, каде што вие практично како собственици на проектот или early investors, така, имате огромна количина на токени кои што ја дампате на оние кои што моментално купуваат, мислејќи дека ќе оди и понатаму нагоре. Сега, тоа е оној 95% уште на самиот почеток на самиот токен кој се случи, со тоа што сега моментално, значи овој Ендрю Рос Соркин и New York Times се во судска разврска, практично моментално се води судски процес против New York Times и овој новинар, каде што ова нели сега веќе кога сте го кажале, сега треба да го докажете. И сега моментално се води активен случај во кој што моментално се бара од овој новинар да покаже кои се тие податоци кои што он ги има, со цел нели
да се обели лицето на овој проект, затоа што на крајот од денот репутацијата на ICP е непоправливо оштетена со ваквото однесување и на FTX, и на Alameda, и на New York Times, кој што нормално да не забораваме дека FTX има луѓе во својата компанија кои што дополнително во исто време работат за New York Times, и да не забораваме дека FTX е вториот по големина контрибутор на кампањата на Biden, така да може да прави што сака, кога сака. А колку се корумпирани FTX Alameda, мислам дека не морам да зборам. Така да, ова е многу битно да се спомне, затоа што ретко имаме ситуации кај што вработуваме посебни проекти кои што имаат судски или кривични спорови. Ова е еден од нив, така да имајте го тоа во предвид. Ова е нешто што мора да го знаете за овој случај, каде што истиот моментално проект се бори да го обели својот образ. Нормално, они продолжуваат работата и понатаму. Сега, во однос на тоа што објаснивме до сега, објаснивме каков тип на блокчейн, рековме сосема различно од останатите. Сега ќе разговараме за залиха и за токеномија, но пред тоа, значи би сакал малку да направам анализа на самиот токен. Значи, гледано од месечно ниво се наоѓа на многу ниска вредност, нормално, со тоа што во моментот кога го достигнавме дното за сите останати, го достигнавме и дното за ICP, во декември 2022 година, очигледно го достигнавме дното на овој токен, со тоа што гледаме дека имаше напредок до оваа зелена свеќа која што моментално представува единствената обратна свеќа во целиот овој пат, која што нормално овдека ни представува и акумулациона зона и отпор на цената, затоа што кога се приближуваме до горната граница на ова поле, а тоа е негде околу $8.27, значи се случува, гледајте каква ликвидација, односно многу луѓето кои што сакаат да на некој начин вратат дел и земат профит. Како и да е, значи оваа црвена линија е буквално самиот една година пред халвингот и очекуваме дека голема е веројатноста, сега зависи како ќе се движи целата година, да цената и понатаму продолжи да се движи хоризонтално до самиот халвинг кој што го очекуваме мај или практично април 2024 година. Како и да е, значи гледано на неделно ниво, оваа структура верувам дека ќе продолжи. Значи, ние најбитна работа која што мораме да забележиме е дека цената на самиот ICP се движи во канал. Значи, истиот е буквално уште од првиот колапс кој се случува во јуни 2021 година и во овие 2 години се движи во овој канал кој што конечно го скрши. Тоа е многу битна работа, но гледаме дека ваквото кршење на каналот е моментално со движење во хоризонтала. Каде што повторно, ова е она поле во кое што моментално не успеавме да се придвижиме нагоре и самиот токен на неделен чарт се наоѓа на корекција скоро до 78,6 од претходниот хај, кој што го направи на 13 февруари 2023 година, каде што моментално сме во даунтренд. Значи ова представува практично, така речено, триаголник, кој што верувам дека е во надолна линија и верувам дека има голем потенцијал да се придвижи нагоре. Знаете и сами дека како и останатите токени е директно врзан со судбината на биткоин и судбината на криптопазарот и каква ќе биде политиката на Фед и останати макроекономски појави, останува да видиме, но јас верувам дека самиот со цена од 4,79, а минимално од практично 3,5 е одличен бај моментално и јас искрено ова е следниот токен кој што ќе биде додаден нашето портфолио, кој ќе успеам да го средам делот со ICP Identity, затоа што беше комплициран претходниот пат, едноставно се изнервирав, не успеав да го направам и затоа уствари не купив. Иначе сакав да купам ICP една солидна количина, но верувајте ми, ова е токен кој што сигурно ќе се најде во нашето портфолио. Тоа е во однос на самиот зрелост на пазарот, значи каде се наоѓа моментално на оваа техничка анализа. Сега, во однос на залиха, би сакал малку да поразговарам повеќе за токеномија малку подоцна, но прво ќе кажеме некои вести во однос на ICP. Значи ICP е активен контрибутор на украинската армија, односно на Украина во незината борба за слобода. Се бориме за слобода, да се приклучиме на НАТО. Тоа треба да сте умоболни, но нели секој одлучува за себе, како и да е. Значи истиот донира 250 милиони со цел да помогне на Украина во оваа војна. Тоа е пред само една година. И една од најбитните работи е тоа што ICP успеа со посебен тип на технологија да направи конвертирање на биткоин во биткоин кој што може да биде користен директно на ICP мрежата, односно на ICP протокол. CK BTC, односно Chain Key, така беше, само да видам. Chain Key биткоин представува посебен тип на технологија во која што еден од канистрите кои што моментално постојат многу од нив на ICP мрежата е место каде што може да конвертирате биткоин
во CK Bitcoin и истиот понатаму да го користите како практично Bitcoin native на ICP мрежата, што е многу добро, затоа што на тој начин вие практично имате користење на Bitcoin директно на мрежата на ICP, што е многу поволно за DeFi секторот посебно, со тоа што ICP Swap, најголемата децентрализирана менувачица моментално на ICP, го користи ова доста многу. Сега, исто и OpenChat, значи тоа е друга DEP која што постои на ICP. Исто така во оваа ситуација CKBTC може да биде праќан од еден на друг преку нивните пораки на оваа OpenChat апликација, каде што практично може во било кое време да се плаќа, практично се праќа овој CKBTC. Сега, искрено јас се обидов да најдам, едноставно не можам да најдам затоа што верувам дека ова е многу слично на Lightning Network. Зошто го велам ова? Верувам дека ова е одредена количина на биткоин кој што е заклучен. Значи ова е пак на некој начин слично на Snapshot, само што во оваа ситуација вие активно треба да го пратите вашиот биткоин во овој канистер, кој што практично го заклучува и ви исплаќа соодветна количина изминтана на ICP блокчейнот. Така да ова е доста интересно направено, на тој начин фактички вие може во било кое време да го користите вашиот биткоин директно на ICP мрежата, без при тоа да ви е потребен бридж, само го праќате во одреден канистер. Тоа е многу добра работа и овдека го имаме практично developer docs, значи Chainkey Bitcoin директно објаснет. Значи ако само запишете Chainkey Bitcoin, ќе ви го даде ова како опција каде што може да видите точно како тоа изгледа. Значи овдека тоа оприлика го прочитав, иако е ова малку посложено, нели? Главната идеја е дека имате минтер кој што уствари е еден од оние канистри каде што можете да го трансферирате вашиот биткоин во CK Bitcoin и користите на ICP. Тоа е многу добра работа. Истото моментално е најавено и за Ethereum, не сум сигурен дали успеале да го направат затоа што не можев да најдам соодветна вест. Ова е многу добро затоа што на тој начин практично може директно да користите вашиот Ethereum и Bitcoin на ICP мрежата, а верувам дека тоа на Ethereum би му помогнало со scalability, затоа што на тој начин вие фактички може да го користите ICP и неговите практично многу подобри перформанси како блокчейн за разлика од Ethereum, например. Тоа е една од интересните работи кои што морав да ги спомнам. Сега, партнерства исто така не можев да најдам. Значи јас можам само да кажам за на почетокот имаше неколку VC кои што беа спомнати, што се небитни моментално, како и да е партнерства активни, не можев да најдам каде што би можел да кажам, например, партнер со Google или партнер со нешто. Многу пати се обидов да најдам и како вест или како слика или нешто, дури кај на страната не можев да најдам. Ако има некој да нашо слободно, нели, објавете го тоа во порака. Вести за проектот мислам дека поминавме, тоа се единствените вести, не е ништо ново искрено. Ова го поминавме, поврзано со кривични и судски случаи. Сега, во однос на залиха на пазарот. Интересна работа која што видов е тоа дека има многу мала бројка на токени, тоа веќе го спомнавме, значи има помалку 500 милиони. Од кои 436 милиони се моментално во оптек, што значи дека има само околу 64 милиона, кои што 63 опрлика, кои што треба да бидат пуштени со овој вестинг период. Што значи дека поголемиот дел од токените веќе се активно на пазарот. Сега, ова е интересно, што имате total supply од 498, а максимум supply е 469. Тоа е малку збунувачки, се видам да разберам зошто, но верувам дека ова е поврзано со она што ICP може да користите како газ, нормално фи, на самиот ICP компјутер. Се обидам да разберам зошто е така, не успеам да разберам, но во секој случај станува збор за многу мала количина на ICP, интернет компјутер. Исто така на оваа страна dropstep.com успеав да најдам во однос на неговото лансирање, што е исто така многу битно. Значи, морам да признаам дека овој токен е во многу голема количина во рацете на фондацијата. Значи имаме 24% од вкупната количина на токени кои што се во рацете на Dfinity, значи фондацијата, Team Members 18 и Early Backers од прилика 10%. Вкупната количина е околу 50% од вкупниот токен се наоѓа во рацете на фондацијата, членовите на тимот и Early Backers кои што пак се на некој начин практично членови на тимот. Тоа е лоша работа, искрено ви кажувам, значи тоа не ми се допаѓа. И уште една битна работа, не можев никаде да најдам листа од 100 најбогати ношаници. Не можев да најдам. Едноставно ми дава некој си таму безвезда токени, ICP никаде не ми даде да најдам. Дури на нивниот Explorer, значи знаете дека има ICP Explorer, вака изгледа линкот за да го најдете, нигде не успеав да најдам колку имам, кои се моментално
100 најдобри, значи пробав и кајнив, пробав и на Google, не можев да најдам нигде кои се 100 најбогати новчаници, што е на некој начин алармантно, но мала количина од нашето портфолио сигурно ќе се најде во овој токен, сигурно, и ова е нели потоа со pre-sale, sale, како и да е, но 50% од токените за жал се наоѓаат повторно во рацете на тимот. И уште една битна работа, значи total value locked, со оглед на фактот, пак ќе напоменам, дека станува збор за многу мала количина која што ви се потребни за нод од 11 ICP, а total value locked е само $313,000, што е премногу малку мене ако ме прошувате. Значи, не знам, споредбено со останатите проекти како треба да изгледа, само за да ви стане јасно. Значи, овде ќе ги ставив неколку од нив, например, поголемите како Ethereum, Tron, Avalanche, така. Значи, гледате, моментално во Ethereum, значи во Ethereum имаме, сега ќе погледнеме. Значи, Ethereum има 27 билиони, окей, ама Ethereum. Tron има 5 билиона, Avalanche има 732 милиона, а ICP има само $312,000. Сега, ово може да е поврзано со фактот дека нема потреба како останатите да има огромни нодови со огромна количина на токени. Затоа ќе го замалам гоце на сите овие прашања кои што не може да дадам одговор, што ово нека пише, можеби е малку долго, но за жал тоа е она што успеав јас да го најдам за нели блокчейнот и би било добро од негова страна ако може да допринесе малку за овој токен да биде малку појасен, затоа што има многу поголеми познавања, кои има истражувано многу повеќе од мене самиот токен. Значи, тоа е двете алармантни работи кои што ги најдов, е тоа што многу голема количина се во рацете на Dfinity и на нели членовите на тимот и многу не можев да најдам децентрализација да видам кои се најбогатите 100 новчаници. Така да пак ќе напоменам, верувам дека ќе се најде одредена количина од овој токен на нашето портфолио сигурно, само да го средам овој дел затоа што е малку комплициран, само да каде беше. Добро, успеав да го изгубам негде. Како и да е, ќе биде ставен, значи, оној линк каде што се објаснува како да го стейкате својот како да го стейкате својот ICP токен, така да се надевам дека ќе успеам и ја да го направам истото кога ќе дојде да купиме нормално следна количина. Ова е се што можев да кажам, значи генерално технологијата на овој токен ми се допаѓа многу, мислам дека има шанси да смени многу. Останува да видиме како истиот ќе биде прифатен од заедницата, но со оглед на фактот дека станува збор за токен кој што изгуби многу од својата вредност, јас не верувам дека може да дојде нигде освен нагоре. Со оглед на фактот дека на вистина изгуби огромен процент од својата вредност, значи со следниот bull market очекувам истиот да има доста голем потенцијал за движење нагоре, посебно со оглед на фактот дека истиот има само 2 билиона market cap, што е премногу мала вредност. Тоа е се надевам дека кој секогаш ви се допадна оваа материја, нормално и понатаму продолжуваме да работиме, да направиме практично оние 100 проекти кои што се топ по market cap, со цел да имаме датабейс за цела Македонија, кој што би сакал да се приклучи на интернет во оваа ситуација на блокчейн сферата, да има каде да ги провери на македонски сите овие токени, да има некоја основа представа за тоа во што финансира и каде. Така да, тоа е се што би сакал моментално да споделам со вас. Се надевам дека ви се допадна ова видео со оглед на фактот дека јас на вистина потрошив многу време. Ова е можеби едно од најдолгите видеа, значи потребни ми беа 3 часа да ги составам сите овие работи, да ги прочитам за да можам да ви ги представам во овој 1 час. Така да морам да кажам дека ова беше едно од најдолгите видеа и како секогаш единствена работа која што бараме од вас е за оваа напорна наша работа. Like, share, subscribe, комент со цел да помогнеме на YouTube алгоритмот да не најде полесно, за да го прошириме овој материјал на што повеќе македонци и нормално ништо повеќе и ништо подобро не го промовира овој канал, овој бесплатен канал од вашиот добар збор. Ако ви се допаѓа нашата работа, се што бараме од вас е да го споделите истиот со оние кои што би сакале да научат нешто повеќе за блокчейн, така да го расшириме овој едукационен збор на што повеќе македонци. Ви благодарам како и секогаш и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGaming.